Економските мерки се уште на ке, додека граѓаните плаќаат секој ден се поскапо, надлежниот министар само уверува дека ќе преземе нешто. А што, како и од кога, не конкретизира. Граѓаните велат не можат да издржат. Ценовниот шок ги сроза. Ма какво издржување? Нели требаше од 1 септември, они сега преку трупа 15 дена, па наредниве 15 уште еднаш. Ужасно. 400 динара беше кашкавалот, корупција е 600. Кај го има тоа? Ние сме во Европа, не сме онаму кај што треба. Не се издржува, видих колку купи 50 грама сусам интегрален. И така натаму, не се издржува, стварно не се издржува. Јас сум со 13.000 пензија, само Господа не чува. Бектеши секој ден добивал анализи од пазаре на целосната од инспекторатот ја чека следната недела. Но што велат анализите, не кажува. Само најави дека ќе ги соопштели идната недела. До тогаш и без Сими ќе завршил со ребалансот, па ќе се смислеле и мерки кои најверојатно ќе бидат насочени кон радливите категории на граѓани. Тоа што покажуваат анализите, како што наведов, најкасно почеток на наредна недела ќе знаете и вие и сите граѓани. Мажите се најлесна работа. Можеме сега да се вратиме на работа, да свикаме седница на владата и да ограничиме мажи. Ние сакаме директно да поддржаме ранливи категории на граѓани, имајќи во предвид дека помина тешка година со инфлацијата. И додека надлежните калкулираат, анализираат и пресметуваат, граѓаните веќе добија нов удар. Покрај тоа што се најавува млечна криза, свинското месо поскапе за 40 денари. Според Асоциацијата на земјоделци нема никаква основа за тоа. Кај нас не требаше да се покачи цената на свинското месо, затоа што оваа година многу ефтино го откупија јачменот, пченицата за исхрана на свињите, струјата е намалена, немаме некој кој знае какви покачени трошкови, меѓутоа пратат се трендовите од тука најблиско е Србија. Цените нагло порасна во изминатиот период, а институциите не можат да се договорат кој треба да го открие кривецот. Од Комисијата за заштита на конкуренција побараа некој да поднел писмено сомневање за неетичко здружување на трговците за да можат да постапат. Па вице-премиерот Битики рече дека тоа ќе го сторил лично, ама кога ќе се врателе од службено патување. Дополнителен удар за граѓаните ќе биде и поскапото ДДВ, кој е дел од даночната реформа за над 1000 производи, за која Бектеши смета дека е време да се донесе за да биле солидарни кон сите граѓани.